40 тезгаджи со регистрирани фирми и со намирени давачки кон државата и кои со години продаваат на Прилепскиот градски пазар, бараат итна дислокација на се побројните диви препродавачи околу пазарот. Во спротивно, се закануваат дека од идната недела ќе го затворат пазарот. Сите ние сме легално пријавени во управата за јавни приколи, задолжително си ги подмируваме сите давачки кон државата по основ на данок, а воедно и по основ на закупнина кон самата институција пазари. Пазарниот и комуналниот инспекторат во координација со полицијата да ги расчитат узурпираните јавни површини кои со закон не се предвидени како продажни места. Во борбата за секој денар, а условена од кризата, тезгаджиите велат дека загубите од овој долгогодишен хаос со дивите препродавачи сега им се огромни, најмалку за 50%, а исто така укажуваат и на крајно нехигиенските услови во кои препродавачите ги продавале градинарските производи. Веќето стана катнава гаража, значи катастрофа. Хигиена никаква. Хигиена никаква. Јас не знам, ака ги прашувам општо и луѓе граѓани век, како купува, како пазара. Наспроти ваквите тврдења на тезгаджиите, дивите препродавачи се правдаат дека и тие се со регистрирани фирми и си плаќаат закупнина за просторот каде што им се поставени камионите. Не сме против и пазарот. И ние сакаме и пазарот да печале некој динар. Ние сме прошале директор, пазар. Значи ние не задоволи директорот и пазарот, си плаќаме месечно тука, излевани, значи месечно 13.000 динара. ВЦ имаме, си плаќаме 10 динара, у ВЦ одеме, значи за капање. Еден ден продаваме, на вториот ден си одеме се дома, капаме. Директорот на јавното комунално предпријатие Пазари, Игор Хрстевски, денеска беше службено одсутен, но во телефонскиот разговор ни рече дека во вторник ќе има средба со тезгаджиите со цел да се изнајде солуција која би одговарала за сите инволвирани страни. Инаку проблемот со дивите препродавачи се провлекува со години. Тие најчесто се од Струмичкиот крај, а нивните камиони тезги, освен на паркингот околу пазарот, ги има и во близина на железничката станица, на што многу често реагираат и жителите од таа населба кои се жалаат на нехигиената, а неретко и на агресивноста на препродавачите. Пред 10 години тогашната локална власт направи обид да ги дислоцира на локалниот кванташки пазар.